Државата одсега ќе пресметува колку пари треба да потроши трочлено семејство за да ги покрие основните потреби. Пресметката ќе се вика просечна потрошувачка кошничка. Што точно содржи за сега не се знае, но се знае што нема да влезе во математиката. Место во кошницата ќе нема за цигарите, алкохолот, вонсезонското овошје и одмор во странство. Тоа според заменик министерот за економија е луксус. Сигурно нема да користи во пресметките акцизни стоки како што се алкохол, цигари, летување во странство и така натаму, бидејќи тоа го сметаме за луксус. Или пак овошје кои не се карактеристични за одредена сезона во годината. Сето ќе биде врз база на релевантни податоци, од цените од релевантни производи кои што се користат сезонски, меѓутоа и податоци земени од повеќе маркети. Нити ни служи за креирање на јавно мислење, нити за, да речам, политика, него единствено за да ни даде нас насока како во иднина ќе ги спроведуваме сите економски политики во заштита на животниот стандард на граѓаните во Република Македонија. Кошничката ќе биде разгледана на економско-социјалниот совет и таму треба да добие зелено светло од синдикатите и работодавачите. Во меѓувреме до крајот на месецот важат замрзнатите цени и ограничените маржи на над 1000 производи. Мерките дадоа резултати и ја зауздаа инфлацијата. Дел од маркетите кои не ја почитувале одлуката се соочуваат со високи парични казни, а за поголеми прекршоци може да добијат и клуч на врата. Инаку од следната недела сите маркети на интернет ќе мора да ги објават цените на сите производи и со тоа граѓаните ќе можат да споредуваат и да одберат од каде ќе пазаруваат. Мартин Арсов, Сител телевизија.